Благодарам, колега. Ќе почнам од последното што кажавте. Кажавте дека немате можност да влијаете на компаниите каква одлука ќе донесат, дали да носат странски туристи во Република Македонија или не. Но ќе ве потсетам, ние да бевме во безбедна зона на земји во Европската унија, сигурно немаше да донесат одлука холанѓаните и странските туристи да не летуваат во Македонија. Тоа е последица на закаснувањето со процесот на имунизација. Да потсетам, ќе добиеме вакцини во јануар, па во февруар, па крајот на февруар, па милион ќе стигнеа во март, па потоа во април, за да процесот на имунизација отпочне 6 месеци подоцна од најавуваното и да навлеземе длабоко во туристичката сезона. Ние една сериозна туроператорска компанија и сериозна земја нема да дозволи ризик за своите граѓани. А со тоа вие директно наштетивте не само на туризмот, туку на сите економски стопански гранки во Република Македонија. Кажавте дека Рамис Мерко добро менаџирал со општината и се грижил за туризмот. Колега, Струга кога се пали депонијата изгледа како кога влегоа сојузниците во Втора светска војна. На периферија на градот е цел град мириса на чад, има чад, лош визуелен призор. Тоа е на Струшкото поле, каде што се сади храна, истите производи завршуваат на пазарите во Струга. Еве, јас лично имам поднесено амандман за дислокација на депонијата, изработка на проектна документација, па јас верувам, ако сте толку загрижени за развојот на туризмот, истиот ќе го поддржите, затоа што туризмот треба да се негува и да се пази животната средина на секое чоше. Депонијата има денови кога по цел ден гори и смрти. Први на удар се сите населени места околу, верувам добро ја знаете локацијата, каде? На удар се Велешта, на удар се Радолишта, на удар се Враништа, жителите на населба Плитишта, на Ристокар или останатите во целиот град. Мерко вели дека е добро одржувана и чиста и дека таму може да се прави пикник. Едноставно не ми се верува. Ако сакате, еве да појдеме сите после седница тука, колективно на депонијата, да го повикаме Мерко да ни даде од пилешките стекови по 5 на ден, најверојатно ги јаде според списоците за репрезентација од 300.000 евра годишно во 2 ресторани во Струга, па да видиме дали таму може да се одржи ручек или не може да се одржи ручек. Тој Мерко може да се обидува да биде вицкаст дутере, но тој е директно виновен што градот е во една катастрофална состојба во овој момент. Понатака. Друг проблем со градот, за кој што вие како локална и централна власт немате мрднато со прст. Санација на целиот колекторски систем вдолж Охридското езеро. Знаете дека отпадните води од Радожда директно се влеваат во Охридското езеро, со што се нарушува биодиверзитетот, развојот на животинскиот свет внатре во езерото. Така да не бегам многу од темата на овој амандман, сакам да ви кажам дека туризмот бара еден постудиозен и посериозен пристап, навремена анализа, навремена реакција и силна поддршка за нивниот развој. Туризмот не е само да дадеме ваучери, туризмот е да создадеме предуслови како едно место треба да се развива и во која насока треба да оди. И можам да ви гарантирам дека апсолутно господинот Рамис Мерко, нити вие како влада немате ништо направено за развој на истото. Буквално ништо. Само слушаме приказни, ќе аплицираме во ИПА фондови, ќе почнеме заедно со Албанија, ќе направиме тоа, ништо немате направено. Едино што направи е стави едни сијалици во реката Црн Дрим, амбиентални светла, кои што чинат 110.000 евра, кои што се тројно поскапи од пазарната цена. Апсолутно. И го наруши исто биодиверзитетот, без никаква претходна анализа како тоа ќе влијае на животинскиот свет. Тоа што се исчисти Дримот, јас го поздравувам. Струга би можело да биде многу поубаво и попристојно место за живење, но се разбира доколку сите заедно сакаме да помогнеме во тоа. Јас се надевам дека вие како пратеник од владеачкото мнозинство ќе ги поддржите останатите амандмани кои што ќе дојдат на ред, посебно за депонијата во Струга. Благодарам.